Мерката за легализација на дивоградби најдена голем интерес кај граѓаните. Според надлежните до службите се поднесени околу 9500 барања за легализација на дивоизградени објекти. На овој начин тие имаат можност да ги легализираат објектите за семејно домување, што од различни причини биле изградени без потребна документација, и тоа по цена од 1 евро за метар квадратен. Од нив 7864 барања се поднесени во првиот рок за легализација, додека останатите 1613 барања се во вториот рок, кој истече на 31 декември 2016 година. Надлежните служби во општина Велес секојдневно работат на решавање на овие предмети. Сакам да ви информирам дека заклучно со денешниот ден донесени се 5350 решенија за легализација. Тоа практично значи дека во Велес имаме 5350 објекти кои не се повеќе дивоградби и нивните собственици сега имаат законско право на користење на личниот имот. Статистиката покажува дека се решени околу 57% од пристигнатите предмети за легализација на дивоградби. Од локалната самоуправа со став дека надлежните посветено работат на озаконување на сите објекти за кои веќе се пристигнати барања за легализација. Апелираат граѓаните кои не го доставиле потребниот геодетски елаборат обврската да ја исполнат до крајот на утврдениот рок. Немањето елаборат за одреден објект е најголем проблем во процедурата за решавање на соодветниот предмет. Во оваа прилика сакам да кажам дека голем дел од овие што не се завршени нема донесено барања, односно нема донесено елаборати врз кои би постапували. Иако за дел од тие што се социјални случаи ние ги изработуваме, односно катастрот ги изработува елаборатите бесплатно, упорно ги бараме одредена категорија на граѓани и воопшто не се јавуваат. Токму затоа и денес го одржаме и овој прес да апелираме до граѓаните кои поднеле барање за легализација и во вториот рок, нивната временска рамка е до крајот на 2017 да приложат елаборати. По завршувањето на легализацијата, велат од општина Велес, започнува втората фаза од работата. Ке стартува внесувањето во урбанистичките планови на сите легализирани објекти со цел утврдување на реалната слика и состојба со инфраструктурата и потребите за евентуално проширување.